45% од загадениот воздух е вина на граѓаните, изјави денес министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, посочувајќи зошто. Јас знам дека дрвата се користат и ќе се користат, меѓутоа да се користат на вистинскиот начин. Да се користат суви дрва за грење, да не се користат влажни, да не се додаваат, ајде да кажеме, невулгарно да кажеме, паркети, пластика, гума за да имате повеќе затоплување, а всушност само повеќе го загадуваме воздухот. Да, анализите се јавни, покажуваат дека околу 45% од загадувањето кое што доаѓа од домаќинства. Според Шукова, општините мора да превземат покомплексни мерки и да го решаваат овој проблем преку субституција на грејните тела и енергенсите. Јас мислам дека голем дел од општините кои што согласно автоматскиот мониторинг систем гледаат дека имаат проблем со загадувањето, почнаа да го отвараат сериозно ова прашање и почнаа да дискутираат на ниво на советите, детерминира мерки и повторно мора да се спроведе. Во делот со управувањето на води, огромните губитоци со кои се соочуваат јавните предпријатија, Шукова вели дека наскоро на општините ќе им бидат достапни 50 милиони евра од Европската инвестициона банка, кои ќе бидат наменети за подобрување на инфраструктурата. Најактуелно е оној за кој што имаат најголем интерес општините, новиот заем од Европска инвестициона банка, каде вложуваме 50 милиони евра во инфраструктурата за води, односно во делот на собирање и третман на отпадни води, водоснабдување, изградба на филтер станици, намалување на загуби на вода и така натаму во зависност од приоритетите на општините. За третиот голем проблем, управувањето со отпадот, Шукова потврди дека во финална фаза е изработката на тендерска документација со која ќе се овозможи изградба на регионалната депонија во Свети Николе.